Еден лист хартија во продавница чини 0,3 денари, на фотокопир 1,5 денар, а кај извршител 30 денари. Поштарот за 360 денари ќе го однесе писмото до странство, а извршителот за истите пари ќе го пренесе од неговата канцеларија до некоја институција во истиот град. Од нашите тајни, но многу сигурни извори дознаваме дека хартијата на извршителите не била со позлатени рабови, туку била истата како и во продавницата. Само била 100 пати поскапа, зашто законот тоа го дозволувал. Истите извори, кои го уверуваме дека се многу добри познавачи на проблематиката, ексклузивно за нас потврдија дека извршителите не користеле вселенски бродови за достава на писмата, туку обични превозни средства. Извршителите ги знаеме како луѓето што присилно го наплатуваат она што некој не го платил кон оној на кого му должи. Извршителите се потребни. Тие се неизбежна алатка во секој општество, бидејќи секој долг треба да се плати. Долгот на еден е платата на другиот, па ако тој не ја добие, нема да може да се ги плати обврските. Така и тој ќе се задолжи, па ќе задолжи некој друг и се така во еден круг што ја блокира економијата. За жал, голем дел од случаите што доаѓаат пред извршителите се за сметки за струја, вода или друго. Како на сиромашните присилно да им се наплати кога немале пари ни основното да го платат. Но може би вистинското прашање е како може толку многу долгови да се прават поради основните потреби на еден човек. За тоа треба да се погрижат институциите од социјалната политика. Најлоша пракса е кога социјалните проблеми се решаваат со непочитувањето на законот. Така, се повеќе луѓе ќе тврдат дека немаат пари да се ги платат обврските и никој нема да го проверува тоа. Бројот на сиромашните со морал ќе го надмине бројот на сиромашните со пари. Затоа е потребен систем што ќе ги заштити тие што им треба заштита и ќе ги казни оние што злоупотребуваат. Во градењето на тој систем има доста работа и за извршителите, но од друга страна не sme да се создаде ситуација во која некои групи во општеството се многу среќни кога има што повеќе неплатени обврски. Големите трошоци за извршување кои предизвикуваат тешки лични и семејни драми создадоа така наречено должничко профитерство. Слично како и военото профитерство, и ова е профитирање на немоќта на другите, но во име на законот и на правото. Министерството за правда подготви законски измени со кои трошоците за извршување ќе се скратат за 4 до 6 пати, а собранието неодамна ги изгласа овие измени. Целта е поправена наплата за оној на кој му должат со што помало оптоварување на оној што должи. Некои трошоци се намалуваат за 10 пати, како изготвувањето налози за извршување. Налогот за извршување на трансакцијска сметка на физичко лице, кое порано чинеше 20 евра, со новиот тарифник ќе биде 2 евра. Листот хартија со новиот ценовник ќе чини 1,5 денар, а доставата на писмата 120 денари. Доколку во минатото за неплатена сметка за струја од 11.000 денари трошоците пред извршителот беа околу 5.800 денари, со новите законски измени тие ќе изнесуваат околу 1.700 денари. Има начин како да се избегнат и овие трошоци. Навреме платите си ги обврските. Зашто, како што вели нашиот цар Ѓорѓи Колозов, од треската се бега, ама од борчот никако.